Почитувани, беззаконието во Република Македонија ги надмина сите граници. Институциите се целосно нефункционални, а законите не важат за партиските мокници. Службени лица од Државниот просветен инспекторат пред очите на студентите и на сета јавност беа спречени да си ја извршат должноста и беа исфрлени од универзитет. И тоа не од било кој универзитет, туку од Меѓународниот универзитет Струга на поранешниот советник на Зоран Еврозаев, а сега градоначалник на Струга Рамис Мерко. Каков премиер, таков советник. Какво самоволие покажуваше Еврозаев во Струмица, такво покажува и Мерко во Струга. Беззаконието и насилството во Струга, во Универзитетот на Мерко, е слика за државата под оваа вештачка кованица од влада за една намена на Еврозаев. Скандалозното однесување на Мерко и неговиот тим во Меѓународниот универзитет Струга на дело ги покажува реформите во образованието. Почитувани, поради сомнение за постоење на купени дипломи, вработени професори без нострифицирани дипломи од странство, судии како професори предавачи без согласност од матичните институции, но и стотици студенти од прв и втор циклус запишани со ненострифицирани странски дипломи, е направен обид за вонреден инспекцијски надзор во Универзитетот во Струга. На просветните инспектори не им бил дозволен пристап до матичните книги за наставниот кадар, ниту на запишани и дипломирани студенти. Одговорното лице на Меѓународниот универзитет Струга, Арбен Кадриу, не само што со навреди на национална основа ги истерал инспекторите, туку и има обид за физичка пресметка со нив, заканувајќи се по нивниот и животите на нивните семејства. Што се обидуваат да сокријат Мерко и Кадриу со нападот врз инспекторите? Постои ли можност на вистина Рамис Мерко, кој е избран во научно-наставно звање доцент, вонреден професор во универзитетот, да има ненострифициран докторат од Нови Пазар? Дали и сопругата на Армен Кадриу, нотар во Струга, која е избрана во научно-наставно звање доцент на истиот универзитет, исто така да има ненострифицирана диплома од Нови Пазар? Почитувани, ВМРО ДПМНЕ го осудува насилството и бара одговорните да бидат санкционирани. При тоа, ВМРО ДПМНЕ инсистира овој случај да се расчисти докрај, со организиран настап од трудова, управна, финансиска, како и инспекција од просветниот инспекторат, кои што со полициска асистенција детално ќе ги расветлат сомнежите за функционирањето на овој универзитет. Колку побрзо овој криминален картел замине од власт, толку подобро за Република Македонија. Ви благодарам.